Татко, во името Исусово, те молам да слезе Твојата полна сила на љубовта во Македонија, на Македонскиот полуостров, кај сите наши соседи и пошироко. Ние и денеска, Господе Исусе Христе, како што си запишал во Словото, велиме, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, дојди, Господе Исусе Христе, да ни ги отвориш срцата на политичарите и водачите, да не сеат омраза, да не крадат, да не лажат, да не го трујат народот, да не подпишуваат сатански договори, дека не нема за име, за знаме, за идентитет на кој народот не се согласува. Јас те молам да сопре ова крадење, дрога, проституција, криминал, негирање на Македонија од самите македонци. Јас те молам за Бугарија да испратиш сили, да слезе и кај мојот познат пријател и сотрудник Радев, да му го отвориш срцето. Ми удрија забрана за влез во Бугарија, кога им ја пренесов Твојата порака, Татко, во името Исусово, да ги признаат македонците, да се покајат, да ги отворат границите, да живееме како пријатели. Благослови го и бугарскиот народ, тие што се по потекло македонци. Не се плашете да бидете македонци. Не се плашете да бидете што сакате, но оставете ги македонците да бидат македонци. Бог не запишал во своето писмо, Господ Исус Христос. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. И никој не може тоа да го избрише. Немојте да забранувате да бидат македонците македонци. Оставете ги, секој да избере како што сака, зашто Таткото Небесен во името Исусово ни дава слободна волја. Те молам за Грција, Господи Исусе Христе, да им ги отвориш срцата, да се покајат што ги убивале македонците, што правеле етничко чистење после граѓанската војна, што им забранувале да бидат македонци, да ги отворат границите, да живееме како христијани и пријатели. Да не го учат народот дека тие се македонци, да викаат охи македонци, овие другиве няма македонци, третите кукуноне македонци, македонци има. Ги запишал Исус, ги именувал, ги создал, и тоа е реалноста. На тој начин вие станувате само борци против Бога. Те молам за албанците кои сакаат да направат голема држава, сега кога сатаната прави една држава, во која тој ќе се постави за олтар и ќе ги забрани сите други религии. Да не прават голема држава, да ги дадат истите човекови права што ги имаат албанците во Македонија и на македонците во Албанија, во Косово, зашто законот Божји Исусов е се што ви прават вам, правете им го и вие. Тоа се законот и пророците. Те молам и за Србија, за мир и љубов со нив. И таму се појавува мала група која сака да негира дека има македонци, но со народот сме измирени. Бидејќи таму ако кажеш дека си македонец, не врескаат како овие каков македонец, ние сме македонци. Не ги лажете грците и бугарите дека се македонци. Вие сте грци и бугари, македонци. Македонците се македонци. Те молам, Татко, во името Исусово, да слезе Твојата сила, љубовта Твоја да преовладува, да бидат отворени границите на нашите срца и да живееме сите заедно во Твојата љубов. Бугари, грци, албанци, срби и сите други. И македонците, избран сад заедно со израелците да се шири светот Евангелие. Се покајувам за гревот на Антиох Епифан што им го направил на израелците и кои 2000 години го живееме ние. Дај ни сила, крени војска молитвена Исусова да се спротиставиме на сатанските напади. Ѓаволот го сничкосува светот, полека излегуваат рокчињата. Нели? Ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите власти на овој свет. И има малку време ѓаволот. И затоа ние и денеска и довека велиме за секогаш Исус. Во секого Исус, во секое срце Исус, ја враќам Македонија во Твоја собственост. Ти си цар на македонците и на сите други. Остануваме во Твојата сила и во Твојата љубов. Амин. Славите празници Божик, Нова година, Црвениот змеј, Василица и сите други празници. Празникот се слави во вашето срце, ако го љубиш ближниот како себе си, ако го љубиш македонецот, бугаринот, гркот, албанецот, србинот и го оставиш самиот да реши што ќе биде, онака како што го запишал Исус во Светото Писмо, живото Слово Исусово, Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонци, македонски. Амин до Царството Божјо. Амин.